Почитувани граѓани, власта на ВМРО ДПМН и Никола Груевски се обидува да манипулира со пензионерите, со граѓаните, со сите нас, обидувајќи се да создаде впечаток во јавноста дека пензиите ќе се зголемат за 5%. Еве како власта манипулира. Со измените и дополнувањата од Законот за пензиско и инвалидско осигурување од пред 2 дена, власта ги укина законските одредби за усогласување на висината на пензиите согласно трошоците на живот. Наместо ова законско усогласување, кое целосно го укина, власта додаде одредби за зголемување од 5% во септември 2015 година. Зошто власта го укина усогласувањето на пензиите со трошоците на живот кои секојдневно растат? Ако власта имаше искрени намери, во измените само ќе додадеше одредба за зголемување на пензиите за 5%, без укинување на усогласувањето на висината на пензиите. На овај начин, власта на Никола Груевски покажува лажен, неискрен однос кон пензионерите. Реално, со ова укинување на законското усогласување на пензиите, зголемувањето ќе биде незначително. Ако се земе во предвид постојаниот пораст на цените и планираната инфлација од 2% за наредната година, повеќе од јасно е дека пензионерите не добиваат речиси ништо. Власта крие од јавноста дека ваквото усогласување не е направено ниту за 2014 година, што значи пензионерите во Република Македонија се оштетени за цели 2 години. Загрижувачки е овај однос на власта, која сопствените граѓани се обидува социјално да ги манипулира. Пристапот на СДСМ е различен и во интерес на пензионерите. Решенијата на СДСМ офаќаат воведување пензионерска потрошувачка кошничка како основна за следење на трошоците на живот на пензионерите и усогласување на висината на пензиите на секои 3 месеци, што е поповолно за пензионерите. Ви благодарам.